132 несреќи при работа се случиле лани во државата. Од нив, кобни и со смртни последици биле 31 случај, покажуваат податоците од годишниот извештај за несреќи при работа и професионални заболувања. Ова е податок кој по повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, 28 април, го објави Македонското здружение за заштита при работа. Најмногу несреќи при работа имало во преработувачката индустрија 33, пошто следуваат градежништвото 15, јавна управа и одбрана и задолжително социјално осигурување 12, дејности на домаќинства како работодавачи кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби 11, административни и помошни услужни дејности 10, транспорт и складирање 9. Стои во извештајот. Посебен осврт во извештајот е даден на трагични настани кои одбележаа минатата година, вклучително и пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, кој истакнува здружението дополнително е нагласи важноста од доследно почитување на прописите за безбедност, управување со ризици и ефективен инспекциски надзор. Оттаму порачуваат дека безбедноста и здравјето при работа не се избор, туку обврска. Секој работник има право да се врати дома безбедно, а секој работодавач има должност да го обезбеди тоа. Истакнува Македонското здружение за заштита при работа. По повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, Советот за безбедност и здравје при работа денеска во Скопје беше организиран настан поддржан од проектот кон безбедна и здрава работна средина во Македонија. Нажалост, Македонија стана убиец број 1 на своите работни места, особено секторот градежништво, па земјоделието и така натаму. Бидејќи не се запазуваат, односно не се почитуваат ни законите, ни подзаконските акти и секојдневно гледаме како во просек секој еден ден имаме повреден работник и имаме во просек 20 повреди со фатален крај во текот на годината. И тоа е статистика што ја влечеме некако низ годините и да се надеваме дека ќе се подобри и законската регулатива, меѓутоа и примената од страна на Државниот инспекторат за труд, за која тука кажувам јавно и отворено дека не сме задоволни од нивните инспекцијски надзори, а уште понезадоволни од инвеститорите и работодавачите кои што и во 21 век делот за безбедност и здравје при работа го гледаат како трошок, а не како инвестиција во своите вработени.